зборуваме на уште една важна тема, на она што е наша утринска тема денеска и на што го ставаме фокусот. Оние кои што не следат од старт веќе знаат за сите оние кои што и во моментот се вклучуваат и една најава или кратка увертира за разговорот. Она кое е иницијатива или да речеме повод за денешното денешниот избор за темата и гостувањето кое што имаме во студиото е со оглед на тоа што се наоѓаме во ноември, месецот посветен на машкото здравје, и оние податоци кои што ги даде и Институтот за јавно здравје по повод овој месец. Мажите се соочуваат со повисок ризик од самоубиство во споредба со жените, а многумина избегнуваат да побараат помош поради стигма. Тоа го изјавува Институтот за јавно здравје, одбележувајќи го и почетокот на новембар или месецот посветен на машкото здравје. Според податоците од Државниот завод за статистика, минатата година во Македонија биле регистрирани 89 самоубиства, од кои 68 на мажи. За новембар, за подигнување на свеста за машкото здравје, како физичкото, така и психичкото здравје и одржувањето на добро ментално здравје, од друга страна факторите кои што влијаат за нарушување на менталното здравје, голема и широка тема и на тоа ќе се задржиме денес. Сметавме дека е добро да зборуваме и од еден социолошки аспект за тоа како социјалните улоги и очекувања од машкоста, потоа работните и семејните односи влијаат на стресот и психолошката состава. На оваа тема мислам дека имаме одличен, стручен, соодветен соговорник, а тоа е почитуваната професор доктор Татјана Стојановска-Иванова од Институтот по социологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Професорке, добро дојдовте во утринска тема. Добро утро и поздрав до вашите гледачи на тема која што не толку често се става на пиедестал на значени теми и во медиумите, и секако секоја чест што ги отвараме ваквите теми, бидејќи ние зборуваме за машкото здравје, меѓутоа нели најчесто оној дел од здравствен аспект, во смисла нели сите оние биолошки промени што се случуваат и потребата од одење на доктор каде што ќе прегледате оние витални што велам функции, меѓутоа многу помалку се говори за менталното здравје, а и така како е тоа суштински значено за да можеме ние да функционираме и нашето физичко здравје да биде во добра кондиција, многу е поважно она што велам менталното здравје, менталниот фокус, начинот на кој што размислуваме, се однесуваме и сето тоа ќе придонесе за да бидеме може да говориме за еден комплетно наше добро функционирање. Да, за менталното здравје се зборува доста во последно време, почнувајќи од најмладите, што е исто така особено важно, до повозрастните, но кога, добро рековте, се зборува за машкото здравје, некако превентивните прегледи, да, што е она кое што треба да се направи, да се отиде на уролог или на лекар кој што соодветно би требало тоа да го направи, некако можеби второстепено, иако не би требало да генерализираме, но менталното здравје оваа година во фокусот токму заради тоа што е неопходна потребата да се зборува за тоа. Овој факт, односно статистика и податок кој што го даде и ИЕЗ, навистина е алармантен, но вие кажавте нешто добро што е пред да го почнеме разговорот во живо, што ето така не треба да размислуваме дека тоа се нели евидентирани или пријавени официјални податоци, но тоа дали ја осликува вистинската реална слика? Јас би кажал дека не отсликува вистинската реална слика во подполната вистинска реална слика, бидејќи ние имаме како држава се наоѓаме сепак во земјите кои што немаат висок степен на самоубиство, тоа се знае како се пресметува во однос на 100.000 нели колку имаме ние самоубиства. Она што беше специфично и кој што повеќето баш и овие денови кога се појавија тие податоци, ја видовме 2,5:1 во однос бројот на самоубиства кај мажи во однос на бројот на самоубиства кај жени. Прво зашто реков дека можеби не е потполна сликата, бидејќи знаете како. Тука има таа специфична социолошка димензија, бидејќи ние како земја имаме висок степен на религиозност. И дел од тие случаи не се пријавуваат како самоубиства, бидејќи религијата не го признава тоа и потоа не можете, ја што велам, покојникот со сите оние религиски обреди да се испрати и затоа некои се прикриваат. Од друга страна, во однос на бројот на мажите и жените, поголем е процентот на жените кои што имаат обиди за самоубиство. И тука повторно ќе се вратиме кога ќе зборуваме за маскулинум принципот, бидејќи мажите често пати бираат, како велиме сега, сигурен начин, најчесто со бесење или со огнено оружје, додека жените
бираат најчесто или ќе се напијат од поголем процент на соодветни лекарства, кои што може да предизвикаат лоши последици, или со сечење на вени, значи некој тип на обид за самоубиство, кој што можеби ќе значи дека има можност за да бидете повторно спасени. Затоа велам, има тука кога би зборувале само на таа тема, нели? Да. И кажале доста други интересни факти, кој тип на самоубиства ќе мажите, дали алтруистички, егоистички и така натаму, меѓутоа сега токму бидејќи ова беше причината во контекст да поврзаме со менталното здравје, колку всушност придонесува дали она што велиме тој тип на стереотипи и предрасуди за моментот за превенирање, што е клучниот сегмент. Да. Кога станува збор за менталното здравје, превенирањето и ставањето во фокус на менталното здравје и сите оние проблеми кои што фактори кои што придонесуваат да некој се одлучи да си го одземе животот. Поготово кога станува, како што кажав, разликата во однос на полот, на мажите и на жените. И тука треба да се стави клучниот акцент. Зошто не се моментот на превенирање или кои се тие фактори кои што придонесуваат да нешто што е најсвето, тоа е човечкиот живот, без да имате некои можеби здравствени проблеми, некои значи имате самоубиства кои што се причина на здравствен проблем, не можејќи да се реши, се одлучува бидејќи знае дека животот има одреден почеток и крај, меѓутоа крајот се ближи, тоа решава. Меѓутоа има нешто друго каде што може да се интервенира, каде што може да се превенира, зошто кои се тие фактори кои што нас не се клучни фактори. Да, ние го ставаме тука фокусот на превенцијата, бидејќи точно тоа е она на кое што најмногу би требало да се осврнеме, иако нема да ги занемариме и сите фактори кои што влијаат, од општествени фактори или од она кое што се бара од машкоста или од мажите во современиот свет, па би било добро и да дефинираме машкоста од социолошка перспектива, нели, во ова современо општество. Да, совремието наметнува некои можеби поинакви стандарди. Ние сметаме дека, нели, зборувајќи за родовите улоги, за промената на улогите воопшто, за тој начин на интеграција на обата пола или обата рода, да речам, во рамките на совремието и дека не би токму тие современи аспекти кои што ни се наметнуваат и во рамките на тие современи општества каде што ние треба да зборуваме за развој, за поттик и за еден вид на нетабуизирани теми, за надминување на тие стереотипи и предрасуди кои што ги има во традиционалните општества. Во нашето општество не можеме да зборуваме, не можеме да го прифатиме тоа во целост, дека се надминати тие предрасуди во однос на потребата од не само превенција, од потребата од јавно говорење, од потенцирање на проблемот кој што ве тишти, поготово кога станува збор, нели, повторно ќе се навратам на тие улоги во однос на машките улоги, улогите на жената, улогата на мажите во семејството, во општествениот процес, како родители, како пријатели, како татковци, како работодавачи, менаџери и така натаму, значи колку тоа придонесува да вие бидете отворени и го истакнете вашиот проблем доколку го имате, а секој од нас се соочува. Затоа велам, совремието пак наметнува и други стандарди и проблеми со кои што често пати ние не можеме секоја индивидуа, значи да се има моменти кога не можете вие да се соочите, од друга страна стресот. И тие стресно секојдневие што велиме, што го наметнува современото општество, таа трка по работа, трката да бидете подобри, на некој начин трката сами со себе, наметнува некој поинаков начин и на размислување и често пати токму личности кои што тоа може би повеќе за колегите психијатри, кои што и психолози кои што во смисла на тој рацио момент или емотивен момент, каде што ако сте премногу емпатични или не можете да ги контролирате вашите емоции, па тогаш се одлучувате на проблемите се натоложуваат. Меѓутоа, друга е таа социолошка димензија, она што спомна во однос на табуизирање, во однос на стереотипност и во однос на предрасуди.
Дали ние тоа ќе го споделиме со некој? Дали сакаме да го споделиме? Имаме потреба, но се уште чувството на она што го нарекувам еден homo balkanicus, не е тоа само во Македонија, на генерално и на Балканскиот полуостров, homo balkanicus, или маскулинум принципот, јас сум тој кој што можам све, јас сум тој кој што сум цврст, јас треба да ги играм правилно улогите и не може да се жалам или да кажам дека имам реален проблем. И тоа придонесува да некогаш не можејќи да се носиме во костец со проблемите, а самото општество ни наметнува некои поинакви стандарди и начини на размислување, но традиционалните вредности се тука, дека сепак, нели, како велим уште од најрана возраст, ние не ги воспитуваме се уште децата дека и да си момче, може слободно да плачеш и да ги искажеш своите емоции и дека треба да споделиш уште од најрана возраст при социализација и тоа знаете како текот на животот се наталожува и затоа го имаме ова што денес го имаме, сепак улогите кои што се играат во општеството придонесуваат да ние не можеме отворено, поготово кај мажите, да зборуваме за ментално здравје, за споделување на проблемот, од друга страна, како што реков, и да споделите во семејството и да побарате помош. Бидејќи клучна е улогата на побарањето помош, толку вие навистина не можете лично да се соочите со тој проблем и да се справите со него. Прво да споделите, како што кажав, да го кажете проблемот и да застанете, чекајте, јас имам проблем, и јас треба тоа да го споделам и да побарам соодветна стручна помош. Тука е таа разлика во однос на полот. Мажите многу тоа потешко го прават. И ако земете вие статистика од соодветните институции каде што можат тие да се обратат, ќе видите дека многу е помал процентот на мажи кои што прво јавно се обраќаат и второ јавно говорат, но и посетуваат соодветни и институции, индивидуи кои се занимаваат со таа проблематика, каде што можат да го споделат својот проблем. И тука е тоа на кое што треба да се работи. Покрај месец, она што велиме во новембар, нели, каде што имате символика во однос на нели пуштањето на мустаки, дека треба да станеме свесни за машкото здравје, акцентот се ставаше на физичкото здравје, а многу помалку на менталното. И ако ги прашате, повторно ќе кажат, па да, нели, она што велиме посета на уролог, станување свесност, подигнување на свесноста. Меѓутоа, вие ако имате проблем со начинот на размислување, ако имате грижи кои што катадневно ве навијасуваат, тогаш многу е полесно да имате реален потоа и биолошки проблем, доколку тоа не го споделите. Да, тоа и сакам да го споменам, таа нераскинлива врска помеѓу психичкото и физичкото здравје. Да, соматското и психичкото точно така. Така е, да, и автоматски превенцијата кога се зборува за физичкото здравје по секако или по дефолт, како велиме, треба да значи и за психичкото здравје, бидејќи тој дисбаланс или дисхармонија помеѓу едното и другото секогаш создава некаков проблем. Така, реален проблем, да. Дали ќе се лоцира во физичкото или биолошки проблем или пак во менталниот, тоа е веројатно прашање на еве да речеме детали, односно различни фактори кои што ја превладувале во индивидуалниот живот. Да, што е многу битно што кога имаме проблеми со менталното здравје, кога имаме проблеми во рамките да речеме на еден родител, тогаш многу тоа се рефлектира врз нормалните односи во семејството, односите на работното место, односите со пријателите. Значи, често пати ми се јавуваат мене или во разговор со колеги или кај дојдат студенти, кај што велат професорке, татко ми се однесува многу чудно. Значи, тој беше човек кој што беше смирен, со кој што имавме отворен разговор, сега наједнаш се повлекува во себе или некоја млада момча, студенти кои што се повлекуваат во себе и ние правиме едно големо исто така истражување кое што е на лонгитудинална студија со колешките, токму поврзано со менталното здравје, со отвореноста, одговорноста која што потоа имаат личностите, начинот на кој што се обавуваат нормално сите активности.
таа ќе биде после нова година, значи ќе ги добиеме и резултатите, меѓутоа првичноста е токму во тие фокус групи што се работат, колку многу помалку се споделува кога има проблем мажот, во смисла стресот, а проблеми што не ги искажува и не бара помош. Затоа велам, тука се тие традиционални вредности кои што се кај нас етаблирани, да не говориме јавно, или дека е се уште чувството на срам, дека да, јас се соочувам со нешто такво. И потоа, последиците од неприфаќањето, дека имате вие реален проблем, дека треба да го споделите, или одењето на психолог и на психијатар, кај нас се уште велам, постои тој тип на стереотип дека веднаш ти лепат некои етикети, не би сакала да ги споменам, да колку побараш таква стручна помош. Ништо не е срамота, ништо не е нечовечки, јас би рекла, тоа е една нормална состојба каде што доколку имате проблем треба да се побара стручна помош. Како кога ќе не заболе зап, кога одиме на стоматолог, така и ова кога имаме ние не може да, значи тоа се рефлектира. Како што кажав, прво несоница. Кога имате несоница, вие имате не сте во можност потполно да ги обавувате вашите секојдневни нефункционалност. И она што е интересно, што нас ни се покажа, како еден тригер, што голем процент на млади момчиња се склони кон земање на антидепресиви на своја рака. И тука беше нешто што би сакала да споменам, правејќи ги истражувањата, нешто тогаш нели велам нешто социолошката имагинација вас ќе ви се развие, па потоа одите дополнително барате некои нови податоци и некои нови фактори. Она што видовме дека нели во главниот град најчесто мора да ги земете тие антидепресиви со рецепта. Меѓутоа кога прошетавме низ Македонија, имате аптеки каде што слободно може да ви се дадат. А антидепресивот кога го земате всушност тоа е веќе тригерот, односно еден показател дека се има некој проблем со кој што не може да се соочи, најлесно е вие да земете такво нешто, но не по препорака на лекар, не по препорака на некој здравствен работник кој што вас ви го препорача, туку самите. Она што велиме ние денес сме интернет доктори, па ќе прочитаме и тоа е нешто најлошо, затоа што секој организам поинаку реагира, секоја индивидуа поинаку реагира и ја велам за препастувач која што има податоци дека ние сме меѓу државите кои што се водечки во однос на користење на антидепресиви. Тука е проблемот исто така ставањето во фокусот на менталното здравје и затоа треба не само да се разговара, да имаме вакви теми, како што реков на почетокот, што треба да ги поздравиме, да ги охрабриме, дека ништо не е лошо ако вие се соочите и дека побарате соодветна помош и можноста за превенирање, затоа што држањето во себе, не споделувањето, значи дека вас ви се таложи тој проблем и тогаш се јавуваат и велам недоверби во институциите, проблеми во семејството, како еден од клучните социолошки фактори, проблеми во комуникацијата, некогаш може да приметите дека некој има реален проблем, ќе видите во комуникацијата дека сосема поинаку се однесува. Реагирање на прва или нервозно на некој најобичен банален разговор и тука сваќате дека дефинитивно треба да си побара соодветен третман. Да, и она кое што го споминавте, вие како социолози, психијатрите, психолозите и сите тие кои што работат на овие истражувања каде што се детектираат тие работи, од една страна нели ги забележува проблемите или она со кое што за жал се соочуваат и младите, од друга страна пак ситуацијата со антидепресивните и нивната достапност е системски проблем, кој што ако се решава вака имаме еден социолошки, психолошки пристап за тоа како и на кој начин треба да се помогне, од друга страна треба да има нели промена во сето тоа за да не може да има достапност на сите тие работи туку така лесно. Да. Ако зборуваме за тоа како и на кој начин и би требало да размислуваат, ако се промени размислувањето во свеста, тогаш нема да има ни постигнување по антидепресиви, но тоа е еден долг процес за кој што тука се разбира улога има и државата или институциите кои што се задолжени за тоа. Тука, меѓутоа, знаете како кај нас, можеби од една страна во тие разговори во фокус групи што ги имаме, некој ќе ни се наметнува некогаш и темата, па знаете како можеби немам доверба во институциите. Тоа е систематскиот, или јас што велам, тоа е
стално ја спомнувам национална стратегија во однос на сите оние социолошки феномени кои што треба да се направат. Клучна е превенцијата, клучни се отвореноста и клучно е да се каже дека тие стандарди кои што може би биле пред 30 на години за улогите кои што ги играме ние во секојдневието, во однос на половите разлики, во однос на улогите кои што се играат, е нешто што било порано, сега е сосема друго. Меѓутоа, повторно ќе кажам, многу малку се зборува и затоа велите вие системски е проблемот, да, достапноста, дури ќе се зачудите кога ќе ви кажат дека во фармацевските, во аптеките, голем процент на млади момчиња бараат некои други стимулативни средства, речеме како Виагра, да купуваат млади момчиња на 19 годишна возраст. Значи, затоа велам, во однос на давањето лекови, припишувањето, тоа е проблематика за која што и како треба да се говори. Меѓутоа, во однос на исто така користењето на антидепресиви не е нешто што е безазлено. Значи не е нешто што не создава понатамошни последици. И затоа треба, велам јас, да се говори отворено. Прво, во рамките на самите образовни институти, значи почнувајќи од семејството, едукација и не ставањето на проблемот на страна. Ако видите вие дека вашето дете се однесува поинако, ако видите вие дека вашето дете, да речеме, почнувајќи од тоа дека трпи еден вид на булинг, тоа сето придонесува за неговото понатамошно ментално здравје, за довербата што ќе има во другарите, во институциите. Потоа во рамките на и треба отворено да се зборува. Не да се занемари проблемот. И тоа е таа клучна превенција. Превенцијата значи не само отворена дискусија, иначе по било кој час вие во образовните курикулуми, дури сега се наметнува и се почнува да се зборува отворено за посебно, не само како предмет во рамките на студентни предмети, да се проговори за важноста за здрава, ментално изградена нација, со вистински вредности, ја велам, бидејќи последиците потоа ќе ги трпи не само индивидуата, самото општество. Кога не сте вие функционални во секоја смисла на зборот, тогаш дефинитивно и тука можете да бидете добро дете или добар сопруг, добар работник, добар на крај граѓанин, во смисла не послушен, добар граѓанин, кој што ќе може да ги извршува сите граѓански должности во вистинска смисла на зборот. Да, но ќе се согласите дека првенствено треба да бидат добри за себе. Апсолутно. Со себе за да можеме да бидеме добри со другите и за мажите и за жените генерално кога зборуваме, затоа што посекувајќи да бидеме добри за сите, често пати знаеме да се занемариме себе си, а кога ќе се погледнеме тогаш да биде навистина доцна и да се појави или здравствен, физички или психолошки проблем. Посветувањето и ставањето себе си не случајно во центарот на внимание, меѓутоа и грижа за блиските. Затоа велам отвореноста во разговорот и многу повеќе на медиумите, емисии, не само кој што како денес да говориме, меѓутоа и со стручни лица каде што ќе ги охрабриме дека треба да го споделат проблемот, затоа што колку порано се сподели, колку порано станете свесни дека да, ништо не е срамно, ниту страшно ако се побара соодветна помош. Прво се поразговара со оние за вас, велам, кај младите авторитети, машки, принципот на маскулинум, што го зборувавте, да, авторитети, кои што за вас се модели на идентификација и имитација, поразговарајте. Од друга страна, имаме навистина добри стручни служби, кои што за почеток ниту со терапија некоја, туку со разговор може да се решат тие проблеми. Отвореноста, дискусијата, јавното зборување и ставање на маса на тој проблем, значи дека веќе се грижите прво за самите себе, отворено да зборувате. Јас велам супер на одлични начини кои што ќе ви ги кажат од музикотерапија, преку имат оние боенки кои што кога им кажам јас некогаш земете боенка за возрастни, како тоа влие разните бои или прошетете во природа. 10 минути шетање, каде што ќе ви се разбистри, на некој начин ќе видите различни фреквенции, бои, гласови, сето тоа си влијае. Да не говорам разговорите и сите тие фактори придонесуваат да едноставно многу поотворено вие зборувате и навистина, ако ние јавно говориме, ако направиме се, една птица не прави јато, меѓутоа сите стручни личности кои што имаат познавање како тоа да се направи, јавното говорење, охрабрување да се сподели, тоа ќе значи дека ќе имаме помалку проблеми,
а ќе градиме поздрава нација. Да, и кога имаме, особено кога зборуваме за семејство и промената која што може да се види кај нели мажот во семејството или сопругот, таткото, сето тоа не само што домашните ќе го забележат како промена, туку едноставно треба да се мисли од другата страна, дека тука покрај него нели последиците ги превземаат, односно ги чувствуваат и домашните, да не се биде себичен нели во превод. Па егоизмот можеби, извинете, се јавува, не се гледа тоа како класичен егоизам, повеќе индивидуализам е што рековме тие, тоа што нас не се наметнати некои стандардни начини на размислување. Да. Значи, не го ставам во центар егоизмот и егоцентризмот, пошто тогаш ќе биде да, јас сум во центарот и имам. Напротив, тука е повлекувањето. И тука има влијание тие полови улоги. Во смисла се повлекувам дека чека, јас треба да бидам тој кој што ќе проба ќе сум да помогнам, јас сум тој родител кој што треба да помогне да бидам на некој начин. Јас не смеам да покажам слабост, не смеам да покажам... не смеам да покажам солза, не смеам да кажам дека јас имам проблем. Јас треба да бидам тој цврстиот кој што ќе биде столбот. Ама тогаш тој столб може многу лесно темелот да се разниша, таа база, основата. Ако ние не ја градиме, тогаш и надградбата многу брзо ќе ни се сруши. Така е. И ова е една работа, како што рековме, еден процес кој што навистина бара многу темелно и истражување и пристап или чекор по чекор да се оди кон факторите на влијание за разнишување или за влошување на менталното здравје. Зошто? Заради тоа што во времето во кое што живееме, во овој динамичен, современ, па може да кажеме и материјалистички свет, од тој аспект доаѓаат повеќе предизвици, кога зборуваме за мажи кои што ете од она кое и постои како факт е дека ситуација кога имаме во домашни услови жената заработува повеќе од мажот, што може да биде за него нели фрустрација или има повисока позиција, потоа тоа нели влијае и на идентитетот и на психолошката состојба, потоа од друга страна економската несигурност, можеби конкуренцијата во зависност од тоа на кое нели професионално место се наоѓа, долгите часови, начинот на работа, сето тоа си има влијание. Ова е само еден мал дел. Сега да велам, чепкаме дел по дел, а секој од ова може да се направат не само емисии, да се направат и трибини, да се зборува и во рамките на образовните институции, во рамките на слободното време и во рамките на масовните медиуми, кои што споменав, за сите овие поединечно фактори. Од една страна, кој што споменав јас на почетокот, имаме ние го нарекуваме социолозите време не време, каде што имате несигурност во однос на работно место, желбата за профит, спомнавме. Имате вие многу мажи кои што се успешни, создале некој, да речам, некоја база на материјално богатство, а тоа тука наметнува и еден друг сегмент за кој што велам, чепкаме дел по дел, отвараме, меѓутоа Пандорината кутија еднаш мора да се отвори кога станува збор за менталното здравје во однос на вредностите. Споменавме, нели, материјалистички свет. Тука се тие вредности кои што исто така не ги наметнува современото општество, дека материјалното треба да ни биде пред цената. И сега, ако ние сме ја создале таа база и потоа наеднаш доживееме некој, има моменти кога не можете колку што сте придонеле да носите, тогаш се создава фрустрација, тогаш се создава немир. И тоа повторно ќе се навратам на таа социолошка димензија, семејството, дека сепак јас сум тој кој што треба да бидам не доминантен, меѓутоа тој тип на стереотип дека јас треба повеќе да придонесам. Второ, успехот на жената од друга страна, ако таа во континуитет напредува на своето работно место и нормално за тоа добива соодветно повисока плата, можеби да доведе до тоа колку да се само праша за колку сум јас способен, дали јас тоа можам да го истрпам, па некогаш нетрпеливоста, зошто многу побрзо напредува. Или од тука зборуваме за оние кои што се материјално добро ситуирани. Од друга страна имате вие семејства каде што едноставно тој дел, самата екзистенцијалност е на ниво на одржливост. Значи, неможноста да се оствари екзистенција, барате работа, не можете соодветно да се снајдете. И тука е исто така борба со самиот себе. Прашањето колку сум јас способен, зошто јас не придонесувам и така натаму. Значи, велам, има чепкаме дел по дел, меѓутоа сето тоа нас не придонесува да ние навистина си ги поставуваме овие прашања,
и мораме да бараме соодветни одговори, мораме да бидеме на пиедестал на вистински секој велам од научниот дискурс да даде свој придонес, само на тој начин ние ќе можеме да ги надминеме тие стереотипи и предрасуди и да го ставиме во центарот менталното здравје кај обата пола, меѓутоа и не само реалната слика, она што река, како што споменав, моментот на превенирање, да не дојде на крајот до самоубиствен или пак до некои разочарувања, каде што може да има далеку сежни последици. И прво за самиот себе, за семејството во кое живее, за работното место, на крај во рамките на целокупната општество. Така е. Професор, уште нешто ќе споменам, што сметам дека е особено важно, бидејќи вие сте, слободно можам да кажам, омилена професорка кај вашите студенти. И верувам дека голем дел од нив и така се чувствуваат, па да можат и отворено да позборуваат за нивни проблеми. Ова го споменувам за да се поврзам за едно прашање кое што и ги споминавме младите, споминавме дека и тие нели податоци се алармантни во однос на тоа на колку помала возраст се употребуваат и антидепресиви или се постигнува по такви нешта. Нема да го занемариме тука влијанието на медиумите и на социјалните мрежи кои што го обликуваат идеалот за вистински маж. И ако ова претходното го зборуваме за зрели мажи, возрастни, кои што веќе имаат оформено семејство, кариера и кои што може да се најдат во предизвици такви, кај младите кои што се уште се, да речеме, во својот зачеток за тоа што би сакале понатаму да прават и како да се реализираат, од друга страна се изложени на она кое што социјалните медиуми го нудат, а тоа е некакви идеали, илузии за кои што многу често знаат да бидат и несвесни. И тука е исто тоа доста важно. И погрешни, да, и погрешни, и нереални. Токму така денес живееме во ерата на масовните медиуми. Достапноста до сите тие нови начини на комуникација, и нови социјални медиуми, од типот на TikTok, од типот на Facebook, Instagram, Twitter, и те како влијаат врз обликување на што велиме и карактерно дули, а да не говорам за вредностите кои ги ставаме на пиедестал. За разлика да речеме кога ние може да зборуваме дека клучто е да се тие наобразуваат, да бидат добри личности, да бидат алтруисти, космополити, сега социјалните медиуми некогаш наметнуваат поинакви стандарди и кај млади кои што можеби не се дооформени во својот карактер или пак како модели идентификација, за разлика од порано кои што им биле, да речеме, познати спортисти, ретко научници, меѓутоа еве естрадни уметници кои што се значајни, признати и познати, денес се повеќе вие ќе сретнете модели идентификација, имитација типот на некој тиктокер, некој кој што несоодветно се однесува, може би, или направил нешто. Дури беше интересно кога се случи тоа, го анализиравме, кога се случи, да речеме, убиството во Србија, во Рибникар училиштето, беше запрепастувачки колку млади се поистоветуваа и даваа не само охрабрување на тоа момче, него колку потоа се сликаа со некој тип на оружје, имитирајќи го него. Мислам, тоа е тоа страшното, што такви модели ги прифаќаат. Јас често пати не објаснив негативен феномен кој што и она што велите во смисла тие улоги што сакаат да ги играат или кои што треба, потоа имаме испервертирани вредности, се маргинализираат некои вредности кои што се значајни, како да речеме пријателство, алтруизам, она што споменав, љубезност и така натаму, доверливост, ви спливуваат на површина егоизам, егоцентризам, желбата за доминација, да бидете подобри од другото, моќта. Како се имплементира и кои се моќни? Значи, како моќта да ја во стварноста ние да ја таа моќ реализираме. Така да тука е огромно влијание на социјалните мрежи и често пати, јас велам и со студентите кога разговарам, веќе се наметнуваат тие поинакви стандарди, па потоа е добро да ги спуштите малку под наводници на земја, да им покажете дека во животот што е значено, дека не себе си да се става во централното внимание, не може човекот, не е учен по природа да живее сам. Тоа ни го покажува егоизмот и егоцентризмот во смисла кога имате вие, ката дневно се соочуваме, ќе видиме дека некој е истепан или се случува булинг во училиште,
Никој не помага, 10 души снимаат со телефон, зошто тоа го прават? За да се покаже, меѓутоа тоа ни покажува и нешто друго. Колку ние сме изградени како личности и колку тие млади се воспитуваат не во духот на љубезност, на помош, на пријателство, туку како нешто што е сосема спротивно од она што е добро, морално правилно, позитивно и за нив и на тој начин велам градиме генерации кои што чим имате разнешени вредности, чим имате погрешни модели со кои се тие се идентификуваат, тогаш не може да бидат и за себе добри понатаму во животот, ниту па да создаваат здрави релации, здрави начини на комуникација. Видете ги само начините на кои што тие комуницираат меѓу себе. Значи тие кратенки за кои што не само ние многу не ги знаеме, меѓутоа сето тоа придонесува да градиме генерации кои што јас би рекла со малку испревертирани вредности. Затоа треба да се објасни начинот на препознавање на лажни вести, да се објасни што е правилен модел, дека карактерот на тие личности со кои што тие се идентификуваат, здрави релации во семејството, што велиме квалитетно родителство, па на крај ограничување на тие медиуми во смисла од најрана возраст, кога вие имате деца од градика кои што имитираат политичари, тогаш ќе се запрашате, чекайте малце во однос на нивниот морален кредибилитет. Така да сето тоа си влијае, поготово, како што реков, новите начини на комуникација, дека сепак треба да се зборува и за тоа како таа алатка, која што тој ја има во своите раце, велам алатка, како да се користи. Бидејќи тоа влија и врз неговото ментално здравје, и врз самодовербата, и врз и градењето на карактерот на крајот на денот. Уверувањата кои што треба да ги има, начинот на кој што треба да се однесува и пред се самодовербата и сигурноста која што треба да имаме во себе. И ова е еден дел за кој што повторно ќе речеме треба веројатно системски промени. Многу земји го забележаа тоа и во светот и донесуваат ограничувања за користење до 16 годишна возраст. Токму веројатно заради размислувањето малку подалеку за тоа какви последици може да се предизвикаат. Кога ние ќе кажеме дека јасно и за санкционирање, и за промена во однос на законот за семејство, и за промена во однос на законот за малолетничка правда и така натаму, затоа што, знаете како, и во однос на педагошките мерки, затоа што вие имате можеби на час да вас ви се случи реметење, или вие немате можност како тоа да го санкционирате. Тука треба тие промени ќе придонесат за градење на здрави генерации, бидејќи изградено здрава генерација морално, вредносно, карактерно подразбира предуслов за здраво општество, значи за здрава личност и за здраво општество. И затоа ние треба, што велам, системски да реагираме од семејството, преку образовните институции, масовните медиуми, сите тие други институции кои што придонесуваат за градење на личностите на младите, спортски клубови, па дури еве да земеме и политиката како кај нас, во смисла на политички партии, сето тоа е поврзано. Сите оние креатори на јавното мнение да имаат апсолутно соодветно влијание. Така, затоа што ќе дојде детето дома, како родител не сакаш, можеби сакаш да го ограничиш, да го спречиш, да го заштитиш на некој начин, но ќе дојде дома и ќе каже дека останатите 5 другарчиња имаат дозвола, автоматски се јавува таа фрустрација, која што децата не можат толку брзо тогаш да распознаат, но се рефлектира понатаму. Не треба да го изолираме, бидејќи на тој начин тоа ќе биде отфрлено, меѓутоа треба да постои нешто за сите. Апсолутно. Кога секој би поразговарал и би се знаело до каде е границата, и би се објаснило да можеш ти да препознаеш дека да, тоа е нешто што е можеби сега тренд, но тоа не е нешто што е добро и дека нешто е тоа за популарност, тогаш ќе може самиот да се огради и да направи баланс. И треба да ги земаме тие позитивни практики, обично ги земаме негативните, нели? Па ќе разговараме и за во некоја друга прилика сето она што го имитираме, а кое што не придонесува за градење на здрави генерации. Така, нека биде тоа е предлог за наша следна тема со успешен и продуктивен разговор, какви што впрочем имаме секогаш со вас. Ви благодарам за вашето време и за тоа што навистина секогаш потврдно, кога сте во можност се разбира, одговарате на нашите покани за да ги реализираме овие теми за нашата публика, за македонската јавност, општествено важни теми за кои што треба навистина многу да се зборува. Така, ви благодарам и вам и убаво што ги отварате, кој што кажав, меѓутоа
треба и многу почесто да се зборува, затоа што, како што споменав, со разговор, отворен пристап во сите институции, тоа ќе придонесе и секој од нас е повикан како дел од оние кои што не само креатори на јавно мнение, меѓутоа имаме влијание врз формирањето на вредносен дискурс кај младите, мора да се зборува за тоа, кој што кажав повторно, ќе се навратам дека треба да градиме здрави генерации, бидејќи тие се иднината на секој општество. Така е, се согласувам. Посакувам убав ден и пријатна работа.